Градоначалникот на општина Бутал Дарко Костовски денеска го потпиша решението за исплата на еднократна финансиска помош и поддршка на пензионерите. 525 пензионери од оваа скопска општина ќе добијат финансиска помош во висина од 1000 денари. Финансиската поддршка значи повеќе сигурност и достоинство за нашите највозрастни сограѓани. Средства што за многумина значат покривање на секојдневните трошоци. Комисијата продолжува со работа, исплатата се одвива според редоследот на поднесените барања по јавниот повик. Помагаме затоа што никој не смее да биде оставен сам, порача првиот човек на Бутал Костовски. Министерството за транспорт ја поништи јавната набавка за избор на понудувач за набавка на 120 електрични еколошки автобуси за јавен превоз и станици за полнење. Од тука информираа дека на јавниот повик, кој беше објавен на 17 јуни, со краен рок за доставување на понудите на 24 јули, само една компанија доставила понуда. По извршената евалуација, комисијата надлежна за спроведување на јавната набавка утврди дека компанијата не ги исполнува критериумите согласно објавениот јавен повик, се наведува во нивното соопштение. Министерството за транспорт во следниот период ќе направи дополнителни анализи околу набавката на електрични еколошки автобуси и ќе ја информира јавноста, велат од таму. Од општина Карпош информираат дека денеска започнале најавуваните активности за испитување на статиката на надземниот премин Влајко во населбата Влае. За таа намена општината ангажирала фирма за техничко испитување и анализа, која во моментов врши испитување на делот над возникот во насока исток-запад, односно кон населбата Ѓорче Петров. Се предвидува во рамки на утрешниот ден стручните служби да вршат испитување на другиот делот над возникот Влајко, поточно во насока запад-исток кон центар. Откако ќе завршат со надворешните мерења, овластените лица ќе спроведат внатрешни испитувања на статиката на надвозникот, пошто ќе ги сумираат резултатите, информираат од локалната самоуправа. Заради испитувањата, велат оттаму, движењето по коловозот на овој потек се одвива по изменет режим, зашто општина Карпош им благодари на сите граѓани за нивното разбирање и прилагодувањето кон времените правила во сообраќајот. Во населбата 11 октомври згради во општина Кисела Вода. Денеска беше отворена новата градинка Верверичка како дел од градинката Весели цветови. Градинката е изградена во финансиско партнерство помеѓу општина Кисела Вода и Комерцијална банка, која со донација од 6 милиони придонесе за реализација на овој проект вреден над 14 милиони денари. Новата градинка се простира на површина од 525 квадратни метри. Располага со 6 занимални, 4 воспитни групи и јасли и овозможува згрижување на 125 дечиња. Оваа инвестиција директно ја решава проблематиката со недостиг на места во градинките, велат од општина Кисела Вода. Со отворањето на денешниот објект, изградбата на уште 2 градинки кои се во тек, предходно отворените 2 градинки и 5 градинки кои беа доградени. Во моментот во Кисела Вода за прием чекаат само 20 на дечиња, велат од општината. Во Основниот кривичен суд Скопје денеска почна судскиот процес против Сулејман Јамалари, обвинет за физички напад и закани кон скопската градоначалничка Данила Арсовска. Тој пред судот се изјасни дека не се чувствува виновен за делото насилство за кое го товари обвинителството. На рочишчето сведочеше самата Арсовска, одговарајќи на вкрстени прашања од јавниот обвинител, својата адвокатка и одбраната на Јамалари. Градоначалничката изјави дека инцидентот се случил на 18 месецов, додека стоела под чадор на сенка кога обвинетиот пристигнал со електричен тротинет и се доближил со зборовите што бараште и тука и ја удрил 2 пати по лицето. Таа, како што рече, рефлексно возвратила со нога. Арсовска додаде дека по интервенцијата на полицијата Јамалари 40 минути продолжил со навреди и закани, не само кон неа, туку и кон присутните градски службеници. Побарал да зборува со шефот, пошто неколку пати му било дозволено телефонски да контактира со трети лица. На крај морала да биде повикана интервентна полиција за да ги извлече од локацијата. Во врска со тоа што не ја потпишала изјавата во полициската станица, Арсовска рече дека полицајците се обиделе да ја наметнат туѓи зборови. Градоначалничката побара и обештетување од обвинетиот, а се согласи против него да се води кривична постапка. Судскиот процес продолжува. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте
Večnog